Дел од неточните информации за трагедијата на автопатот во Бугарија беа поврзани со староста на автобусот кој изгоре во несреќата. Во јавноста се појавија информации дека автобусот бил стар само 3 години. Овој пат извор на неточната информација беше изјава на бугарски истражител, а таа предизвика лавина невистинити објави. На пресконференција на местото на несреќата на 23 ноември, обвинителката Вилма Русковска во присуство на Борислав Сарафов, директор на Националната истражна служба на бугарското обвинителство, доби новинарско прашање за староста на автобусите. Знаете ли колку се нови автобусите? Каза ли собственикот? Па не го прашав, видете, он може се што да каже, треба да ги видиме документите, или така. Ние обвинителите повеќе веруваме на документи него на исказ на било кого. Първоначалната информација автобусът е съвсем нов на околу 3 години. Но за разлика од резервите што ги искажа Русковска, тврдењето на Сарафов дека според првичните информации автобусот бил стар 3 години во прилогот на агенцијата МИА не му беше атрибуирано на изворот, туку беше ставено во ист параграф каде се зборуваше за изјава на шефицата на ОЈО Вилма Русковска. Компанијата досега немала сообраќајни незгоди, но како што изјави шефицата на ОЈО Вилма Русковска, мора да се провери соодветната документација за техничката состојба на автобусите. Според првичните информации, автобус бил нов и во функција е само 3 години, се вели во извештајот на МИА. Оваа непроверена информација од Сарафов пренесена од МИА беше потоа преземена од повеќе македонски медиуми заедно со нечленуваниот збор автобус, како и од бугарски медиуми, а предизвика и појава на теории на заговор како во мега популарното видео на порталот Хасково.нет. Се бахтин Исмаил за трагедијата на АМ Струма. Возможно е да станува збор за тероризам. Видеото од 24 ноември има над 1,4 милиони прегледи за само 5 дена, а се надоврзува на погрешната информација дека автобусот бил произведен во 2018 година и имал софистицирана заштита од пожар. Таквата дезинформација беше демантирана на 26 ноември од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И уште една корисна информација која интересираше јавноста, возилото е произведено во 2007 година. Во случајов, дезинформацијата не дојде од непроверени и неофицијални извори, туку новинарите наседнаа на неточна и неатрибуирана информација изнесена во изјава на официјално лице. Најдобар начин новинарите да се заштитат и себе си и јавноста од вакви официјални, но погрешни информации е да ги проверуваат информациите без оглед на изворот, а доколку тоа не е возможно, да ги атрибуираат прецизно, што ја лоцира прецизно и одговорноста за изнесеното пред јавноста.